Денес ке гледате. Конгресот го изгласа Законот за национална одбрана во кој е вметнат и амандман за Северна Македонија. Што тоа ќе значи за одбранбената соработка со САД следната година? Како влезот на Шведска и Финска во НАТО ќе се одрази врз калкулациите на Путин? А една година од доаѓањето на талибанците на власт во Авганистан, многу семејства избегаа во САД, каде се навикнуваат на новиот начин на живот. Гласот на Америка разговараше со едно од нив. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Конгресот на САД го изгласа Законот за национална одбрана во кој е вметнат и амандман за Северна Македонија. Согласно амандманот, Конгресот му наложува на секретарот за одбрана најдоцна до 1 декември да ги објави плановите за воени вежби во Македонија во текот на наредната година. Повеќе детали за ова може да најдете на нашата веб страница. А од другите вести, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш утре оди во посета на Украина да се сретне со украинскиот претседател Зеленски и турскиот претседател Ердоган. По средбата со двајцата лидери, Гутереш ќе отпатува во Одеса за да го посети пристаништето што се користи како дел од иницијативата за обновување на украинскиот извоз на жито. Обединетите нации и Турција помогнаа да се постигне договорот со Русија и Украина во услови на глобална криза со храна, а неколку бродови веќе ја напуштија Украина. Гутереш исто така треба да отпатува во Истанбул во сабота за да го посети заедничкиот координативен центар кој го следи извозниот систем, вклучително инспекциите на извозот што го бара Русија. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен пак неделава најави $68 милиони помош за набавка, транспорт и складирање на украинска пченица за да се реши несигурноста со храна. А како војските на Финска и Шведска ќе придонесат за НАТО откако формално ќе заврши нивното зачленување во алијансата. САД неодамна го завршија процесот на ратификација на протоколите за нивниот влез, а процесот останува да го завршат уште 7 држави. Председателот на САД Џо Бајден официјално го поддржа влезот на Шведска и Финска во НАТО, директна реакција на руската инвазија на Украина. Во моментот кога Путиновата Русија ги наруши мирот и сигурноста во Европа и кога автократите ги доведуваат во прашање основите на правниот поредок, силата на трансатлантската алијанса и американската заложба кон НАТО се поважни од било кога досега. Финците и швеѓаните ќе додадат мали, но важни војски во алијансата и финското членство ќе ја прошири границата на НАТО со Русија за повеќе од 1300 километри. Тоа според Бредли Бауман од Фондацијата за одбрана на демократиите директно ќе се одрази врз пресметките на Путин. Ако сте архитект на руската војска или ако сте Путин и планирате агресија против НАТО и планирате да го направите тоа во Црното море или на друго место, дури и на Балтикот, треба да размислувате што би можело да дојде од Финска ако го направите тоа. Секретарот за одбрана на САД Лојд Остин ги посети американските трупи во балтичката држава Латвија, откако САД најавија нова воена помош од $1 милијарда за Украина, најголем воен пакет за Киев досега. Русија им нанесе големи загуби на украинските сили, но Пентагон вели дека Украина продолжува ефикасно да го користи оружјето од Западот, како последица на што Русија загуби 3000 до 4000 оклопни возила во Украина и уште многу повеќе војници. Има многу нејасноти во време на војна, но безбедно е да се каже дека русите имаат загубено околу 70 или 80 илјади војници за помалку од 6 месеци. Се зголемуваат гробовите во Буча, додека граѓаните ги погребуваат неидентификуваните жртви месеци по руската окупација. Чад излегуваше од руската база во Крим неодамна по силна експлозија. Гувернерот на Крим рече дека едно лице загинало во експлозијата. Украинското високо официјално лице вели дека Украина била одговорна за нападот, додека Русија тврди дека експлозијата била поради незината детонација на муниција во базата. Во текот на изминатите неколку месеци волонтери евакуираа повеќе од 600 неподвижни луѓе од областите каде се водат тешки битки во источниот регион на Украина. Овој француски предавач се вози по автопатот Лисичанк-Бахмут во источна Украина. Вака Ихор Лохвинов им предаваше на своите студенти преку онлайн минатата пролет.
Додека се евакуираме имаме 4 часа, така што стапуваме во контакт со студенти онлайн и разговараме. Но овој професор по француски јазик прави повеќе од предавање преку интернет. Тој исто така е во средиштето на координирањето на неколку автобуси низ источна Украина. Автобусите помагаат да се евакуираат на 160 неподвижни луѓе од најопасните делови на источна Украина. Успехот на евакуацијата е чудо на логистиката. Тимот има телефонска линија за да можат евакуираните да се јават, да ја остават својата адреса, да бидат додадени на списокот со евакуирани лица. Но за некој е предоцна. Кога стигнавме да евакуираме, малку задоснивме. Некои од куќите едноставно не постоја. Што се случи со луѓето што живееа таму? Не знаеме. Стигнавме на адресата што имавме и видовме кратер. Со помош на десетици доброволци, неподвижните луѓе се евакуирани од малите градови, а потоа се носат на специјална одредена локација. Потоа се испраќаат со автобуси воз во Лавов, област релативно безбедна од руско гранатирање. Работата никогаш не запира. Лохвино веќе се подготвува за нови евакуации. Тој веќе има 25 адреси, распоредени на 3000 километри. А една година од повлекувањето на американските трупи од Авганистан и доаѓањето на власт на талибанците. Илјадници граѓани се преселија во САД. Гласот на Америка зборуваше со афганистанско семејство кое сега се прилагодува на новиот начин на живот во Америка. Сејед Кабир и неговата сопруга Сухайла Рахмани се сеќаваат на оваа болна сцена од пред една година. Тие били меѓу оние што избегале од Авганистан кога талибанците превзедоа контрола врз Кабул минатиот август. Ова семејство има узбекистанско потекло и се плаши дека талибанското владење закана за етничките малцинства во државата. Не бев многу среќен што го напуштам Авганистан. Кое дете би ја напуштило својата мајка? Тоа е моето родно место, тамо каде што сум израснал. Сите мои пријатели и роднини се во Авганистан. Кабир бил владин работник кој работел и за транзиционата безбедносна команда предводена од САД. Кога талибанците се вратиле на власт, тој се плашел за неговиот живот и за безбедноста на неговото семејство. Сега, сместено во Патерсон, Нью Џерси, ова семејство се прилагодува на новиот живот. Во близина има џамија, дури и продавница со афганистански производи. Узбекистанците кои сочинуваат околу 10% од афганистанското население се трета најголема етничка група во државата. Групите за човекови права ги обвинуваат талибанците кои доминантно имаат ирански етнички потекла за прогон на малцинствата што ја поддржувале претходната влада, како и за запленување на нивниот имот. Штом талибанците дојдоа на власт, уништија 20 години од нашата работа. Узбекистанскиот јазик беше официјално признат и се изучуваше во училиштата и универзитетите. Бевме многу горди кога беше воведен Ден на узбекистанскиот јазик. Но ситуацијата се променила по доаѓањето на талибанците. Нашите деца учеат узбекистански книги во школа. Тие беа изгорени. Сето тоа ми причинува голема болка. Кабир вели дека се уште се надева од еден ден Авганистан ќе биде ослободен од талибанското уредување. Има изрека на персиски јазик која вели дека е погрешно да се обидувате повторно да анализирате едно лице што веќе било анализирано. Не се води политика со погрешни луѓе. Треба да воспоставиме односи со добри, отворени, интелигентни, млади луѓе и политичари. Сакам Авганистан да заздрави. Кабир, кој исто така е познат музичар во северниот дел на Авганистан, вели дека едно од неговите цели сега е да ја заштити узбекистанската култура во узбекистанската заедница во Америка. Со ова информација ги завршуваме денешните вести, а вие продолжете да не следите и на останатите платформи. Јас сум Елена Ѓоргиевска, ве поздравувам до утре. Пријатно!